Ова попладне би сакал да размислуваме за нешто што е многу актуелно на Блискиот Исток, а тоа е мирот. Вчера прочитав дека убиени се преку 3000 курди, тоа се на источниот дел од Турција према Сирија што граничат, тие се борат за своја независна држава. И турците ги убиват како ќе стасат. Значи тоа се луѓе кои се борат за своите права и се префрлуваат во сирискиот дел. Знаеме дека во Сирија веќе неколку години владее граѓанска војна, на стотици, на илјадници луѓе се убиени. Кога одат новинари таму и ги прашуваат што сакате да имате, тие посакуваат да имат мир. Значи, ништо друго, нити мобилни, нити фудбал деца да играат, сакаат да имат мир. Секојдневно гинат деца, возрастни, жени и мажи. Ајде да прочитаме на почетокот во Исаја 9 глава 6 стих. Зборуваме денеска, значи, за мирот од Бога. Да видиме кој тој мир што Бог ни го дава, а кој тој мир што луѓето сакаат да го воспостават денеска со пушки, со топови, како Обединетите нации, кои се како институција, кои наводно воспоставуваат мир. Еве што вели пророк Исаја во 9 глава во 6 стих. Зашто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Значи, денеска зборот мир, посебно во овие 50-60 години од Втората светска војна, се повеќе и повеќе се слуша и се користи. Се одржуваат разни мировни конференции, се со цел да таму кај што се за тие завојувани страни да може да воспостават комуникација меѓу себе. Има и такви кои би напишале еден чек од $1.000.000 само да имат мир во земјата, во улицата или во градот или селото каде што живеат. Зошто тој збор, браќи и сестри, кој се состои само 3 букви, мир е толку значаен и толку важен. Меѓутоа, денеска луѓето имат немир и во семејство, во улица, во град, таму кај што живеат, кај што се движат или пак во својата земја. Значи, тој возвишен идеал што луѓето го очекуваат да се воспостави мир, на жалост, тешко ќе биде како одеме кон завршницата на овој свет. Овде пророк Исаја ни зборува дека Исус кој ќе дојде на ова земја, ќе воспостави мир, зашто е наречен кнез на мирот. Како да се остварат овие зборови? Ајде да читаме во Римјаните 3 глава, 17 стих, да видиме што апостол Павле зборува за тој мир. Како може да се воспостави мирот кој денеска многу луѓе, па и ние го бараме. Во 3 глава, во Римјаните, 17 стих, еве го текстот на апостол Павле. Тие не го познаваат патот на мирот. Зошто денеска многу луѓе немаат мир во своето срце, во својата душа? Овде текстот вели, тие не го познаваат патот на мирот. Дали ние го познаваме, браќи и сестри, патот на мирот? Кој е тој пат? Во Јован 14 глава, и денеска беше цитиран во библиската поука. Кој е тој пат кој носи мир? Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Значи, кога гледаме околу нас, околу себе, едноставно може да приметиме дека се помалку и помалку имат луѓето мир. Личен мир, семен мир, општествен мир, економски мир, политички мир. Прашањето се поставува зошто? Затоа што кај луѓето е посеено семе на сомневање. Денеска и во се што се сомнева човек. Одиш на пазар, ке те излагат, одиш во продавница да купиш некој обувки или патики или нека облека, има имитација дека е оригинал, а всушност е фалсификат. И луѓето се многу пати излажени, затоа се сомнителни во се. Кога нешто ќе им подариш, еве, например, слушам во Германија, ако им дадеш на рака, не ти земат трактати. Значи, но ако го ставиш тамо во возот или во тие посебни оделенија кај што можеш да ставиш каде што е дозволено, од таму ќе земат трактат да го читат. Ако им дадеш во рака, ќе го земат културно, но во првата кошница ќе го фрлат. Луѓето се, значи, сомнителни, се сомневаат во се и се што. Зошто? Затоа што прето биле сигурно прелажени. И сега, кај луѓето е последно семе на немир, на вознемиреност, како што било најпрвен во срцето на Адам и Ева. Кога тие погрешиле, веднаш биле вознемирени. Дури вели во книгата Патриарси и пророци дека и самите животни биле вознемирени. Самата природа, кога гревот преко Ева и преко Адам влегол во Едемската градина.
Сега се поставя прашање, каде е овде Божиот мир? Ново прашање што представува и болно викање на многумина, ќе побарем одговор токму во Библијата. Ајде да читаме во Исаија 57 глава, 21 стих, да видиме зошто безбожниците немаат мир. Зошто многу луѓе денеска немаат мир. Дали го барат на некое погрешно место? Овде пророк Исаја ќе не врати малце во времето кога тој бил на оваа земја, односно кога живеел, кога со своите сонародници живел и го запишал следново во Исаја 57 глава 21 стих. Нема мир за грешниците, зборува мојот Бог. Зошто немат мир безбожниците, односно грешниците? Тоа е констатација на Исаја во негово време. И денеска, браќи и сестри, светот во кој ние живееме, а и ние самите сме полни со немир. Ние сме едноставно исполнети со немир, зашто ако го запалиме телевизорот, ако го пуштиме да гледаме вести, веднаш негативни вести ќе слушнеме. Те паднал авион, те се случила сообраќајка, те овај, те онај го повредил и така натаму. Значи, сите информации претежно се кои не вознемируваат и внесуваат немир во нашите души, во нашите срца. Зошто? Затоа што луѓето се вознемирени. Нема ден во Македонија да не слушнеме на телевизија дека некој убил, извршил самоубиство и така натаму. Завчера слушнавте вчера што се случи. Ја убива жена му, а тој се фрлил од спратот. Ја не ги разбира луѓето до кој степен доаѓаат кај што ќе си посегнат за својот живот или по животот на своите најблиски. Значи, ја убил жена му и сега тој посегнал по својот живот. Не знам какво е тоа задоволство, условно кажено. Или тие се умови исполнити со немири, со црнило и човекот не гледа излез. А оној нечестивиот му вели, направи го тоа и ќе завршат маките. Тие се луѓе вознемирени, тоа се луѓе без мир. Овде Исаја вели, нема мир за грешниците. Се додека тие не се насочат кон Бога, кон Исуса Христа, кој може да ги очисти од тие немири, од тој немир, тие ќе патат, тие ќе тонат се повеќе и повеќе во својот живот. Значи, светот во кој живееме, браќа и сестри, е полн со немири. И ние сме дел од овој свет. Едноставно, и ние тоа го чувствуваме. Ева, например, некои луѓе да го исполнат својот живот со мир, посегнуваат, например, по наркотички средства. Некои одат, земат дрога. Некои сакат да отпатуваат од својот роден крај. Тамо некаде на исток или на запад. Во Индија сум слушнал, сум читал, одат многу и од овие бивши краеви на Југославија, мислејќи дека во Индија ќе најдат некој душевен мир. Меѓутоа, како поврат информации, читам дека тие веќе не се ни враќаат назад, зашто ги снемува. Едноставно во таа голема Индија ги снемува и нивните животи се под прашалник. Некои го напуштат својот дом да бидат што подалеку. Некои се одават на алкохол, некои на некој друг живот, мислејќи дека таму ќе најдат мир. Меѓутоа, човекот доаѓа до поголемо разочарување. Нешто слично како оној од приказната наречен изгубен син, кој го напуштил својот дом, мислејќи дека таму во белиот свет ќе најде задоволство и мир, но кога испразнил се, кога неговиот паричник се испразнил, Библијата вели, си дојде кај себе си и се вратил повторно кај таткото свој. Некои за мир се обраќаат кај лекарите. Безобзирно земат седативи и се останати средства за смирување на нервите, мислејќи дека на тој начин ќе се смират. Некои, како што реков, земат алкохол, дрога, сакајќи да се едноставно исклучат од стварност. Мисле дека таму во тие сфери ќе се најдат себе си и ќе уживаат во мир. Но таквите искуства често пати се претерува во таквите искуства, па наместо мир и наместо задоволство се добива бескрајно разочарување. Други посетуваат гатачи, бајачи, со намера да тие им го откријат вистинскиот мир. Дали е тоа можно? Дали е возможно некој бајач да ти донесе мир во семејството или во твојата душа? Меѓутоа, на устните на немирниот човек и понатаму останува прашањето како да се пронајде вистинскиот мир. Еве што рекол Августин, голем мислител од средниот век, односно од раното христијанство, кој самиот некогаш бил исполнет со тежок душевен немир. Еве како тој го открива патот
по кој тој се движел. Нашите срца, о Боже, за Тебе се создадени и никогаш нема да најдат мир, се додека Тебе не те најдат. Вистина убаво кажано. Човек кој исто така пател, имал проблеми во својот живот и ја дава ова дефиниција. Нашите срца, о Боже, за Тебе се создадени и никогаш нема да најдат мир, се додека Тебе не те најдат. Но Библијата вели дека мирот е тука, поред нас и дофатна нашите раце, бидејќи ни доаѓа од Бога. Во Исаја читавме на почетокот во 9 глава 6 стих, дека Исус е постојано со нас и тој е кнезот на мирот, како што вели овде текстот. Вечен татко, кнез на мирот. Ако сакаме да имаме траен мир, тогаш треба да го прифатиме Исуса, односно неговиот живот да биде наш. Исус е кнезот на мирот, браќи и сестри. Но, на жалост, денеска некои го отфрлуваат кнезот на мирот и посегнуваат за други средства, мислејќи дека ќе добијат траен мир. Пред да напушти нашата планета, Исус оставил еден аманет, кој денеска ние го читаме во Јован 14 глава, 27 стих. Еве го тој аманет кој треба да се постојано подсетуваме на Исусовите зборови. 27 стих вели: Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што ви го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Дали веруваме во овие Исусови зборови? Кога сме вознемирени, кога сме разочарани, кога сме притиснати до зидот и не гледаме излез, Исус вели: Јас ви го давам мојот мир. Не како што го дава овој свет. Овој свет дава вештачки мир. Денеска е мирно, а утре немирно време. Меѓутоа, Исус дава овде вели постојан мир. Во 20 глава, само неколку листови напред, читаме во 19 стих следново, 20-19. 20 глава, Евангелие според Јована, стихот е 19. А од вечерта, на истиот прв ден, 19 глава, 19 стих, каде беа собрани учениците, беа затворени поради стравот од јудејците. И сега слушате што пишува. Исус дојде, застана, наследи им рече: Мир вам. Замислете вознемирени ученици, ова е непосредно 24 часа после Христовото распнување, Исус веќе е воскреснат, учениците се сокриени од страв, немат абер што е со Исуса, иако тој им навестил дека ќе воскресне после третиот ден. Вели, тука собрани беа учениците, беа заклучени поради страв од јудејците. Исус дојде, застана среде собава и рече: Мир вам. Интересно, евреите се поздравувале со тој збор мир. Исус бил евреин по мајка му и затоа ги користил тие фрази. Зборот мир на еврејски значи шалом. Евреите, значи, со тој збор на улица кога се среќавале, си велеле шалом. Шалом, убав благослов. Мир. Дали некој, ние на некого сме му посакале шалом, браќи и сестри, во нашиот живот? Знаете, денеска се поздравуваат луѓе со тие турски изрази, со сериите што ги гледат. Тие изрази се ги користат луѓето, бидејќи ги слушаме од сериите што се гледат на телевизија. Но ова е добар поздрав. Шалом. Мир да имаш. После воскресението учениците биле вознемирени, дури заклучени, Исус им вели шалом. Мир. Нека мирот биде со вас. Наистина, после се она што човекот го доживува секој ден на оваа земја, на сите нас, браќи и сестри, ни е потребен тој мир. Мир кој треба да го исполни твоето и моето срце. И затоа Исус вели во 14 глава од Јована да не се вознемирува вашето срце. Исус знаел дека и нашето срце, нашите срца, без разлика дали сме христијани, дали сме следбеници, ќе се вознемирува, зашто ние сме постојано, секојдневно притиснати од немири кои ги гледаме во овој свет. Во Исаја 57 глава, 21 стих го прочитаме. Нема мир за грешниците, констатира Бог. И во времето на пророк Исаја, но и денеска. Нема мир, човекот безбожен, кој прави грев, кој го крши Божиот закон, совеста не му е мирна, тој е вознемерен. И затоа, без Бога, ние ќе бидеме постојно во немири, ако нашиот однос не го средиме со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Каде, еве сега прашање, да го најдеме мирот?
Во Римјаните, во 5 глава, Павле ни дава една убава дефиниција. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Како ќе имаме мир? Како ќе се оправдаме? Преку верата. Преку Исуса Христа. Денес учевме во поуката, Исус е тој наш застапник во светилиштето. Значи, повереничка служба поврзана и со самото светилиште. И ние сме Божи повереници. Ние сме носители на тој мир, односно на таа вистина. Да луѓето ги насочиме кон Христа, кој е извор на траен мир. Меѓутоа, мораме ние првин да бидеме смирени во душата. И така, оправдани преку верата, да имаме мир со Бога. Преку нашиот Господ Исус Христос. Исус е тој наш посредник. Исус е таа алка која не врзува со Отецот. Бидејќи само преку Исуса нашите молитви одат кон Бога, кон Отецот. И затоа Павле вели како да го доживееме мирот, токму ако едноставно се покаеме за нашите слабости и ако со вера го примеме она што Бог ни го дава и преку Исуса Христа ние со Бога се помируваме. Кога живееме во мир, браќи и сестри, со Бога, тогаш ние се наоѓаме во состојба на непријателство на сатаната. Ние сме негови непријатели и тој така ќе не третира, постојано ќе бидеме бомбардирани со немири. Но ако е Исус со нас, тие немири ќе се одбиваат од нас и нема да представуваат проблем во нашиот христијански живот. Мирот со Бога ќе произведе и мир за нашите ближни. Сеќавате кога Исус беше доле во чамецот и кога учениците беа горе и ловеа риби, одеднаш почна да дува ветер. Сеќавате на приказна. Учениците биле вознемирени од брановите и го нашли Исуса доле како спие. И дошол еден од учениците му вели: "Абе Исусе, го тресе, зарем ти не гледаш дека ќе потонеме? Зарем не си вознемирен?" Што мислите? Исус бил Бог, но бил во тело и тој можел да се удави, како останатите ученици од бурата. Меѓутоа Исус имал мир во душата. Тој бил спокоен зашто знаел на кого му верува. Тој бил постојано поврзан со својот Отец. И затоа, кога ние ќе имаме мир, браќи и сестри, тој мир ќе се рефлектира и на нашите ближни. Често пати нам ни велат: "Па зарем вие не се плашите од крајот на светот? Зарем вие не се плашите од војни и од ова?" Да, и некако луѓе се плашиме, но од друга страна имаме сигурност во Бога дека овде сме гости, дека еден ден ќе заминеме. Павле вели во Ефесјаните 2 глава од 14 стих следново: "Зашто тој нашиот мир, кој од двете направи едно и го разурна пред градниот зид што ги делеше." Тој преграден зид кој Адам и Ева го направи измеѓу нас и Бога, Исус го тргна, го сруши. И во своето тело го уништи непријателството и законот со неговите заповеди и одредби и создавајќи мир од двата да создаде во себе еден нов човек. И обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот. Откако губи врз него непријателството, тој дојде да ви проповеда мир. Гледате колку пати се спомнува зборот мир во овие неколку стихови. На оние кои беа близо, зашто преку него и едните и другите имаме пристап при таткото во еден дух. Интересно, Исус е тој кој воспоставува мир измеѓу нас и таткото. На друго место вели: "Кој го има синот, што има? Има се. Кој го нема синот, ништо нема." Се мисли на Исуса Христа. Мирот со Бога, браќи и сестри, е воспоставен со Христовото тело како жртва помиреница. Ние сме биле скарани со Бога, но Исус нас не помири, вели од две направи едно. Го тргна тој преграден зид кој нас не осудуваше на смрт. Плата за греф е смрт, вели Библијата, но дарот Божи е вечен живот во Исуса Христа. Во Римјаните, да се вратиме да прочитаме во 8 глава, во 6 стих, кај што Павле вели во 8:6 следново: "Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир." Ете, него истрижав зборот мир колку се спомнува, но на десетици пати се спомнува во Новиот Завет. Тој мир кој денеска е потребен и нам и на ова човештво во кој денеска ние живееме. Мирот не е дар кој го добиваме еднократно. Ти дава Бог и заминува. Тој мир треба да биде постоен во нашиот живот. Мирот треба секојаш да се создава однова, созбивајќи го секако злото кое непрекинуто работи против нашиот мир. Но тука апостол Павле нешто не предупредува и мора да бидеме на тоа внимателни. Јас би прочитал во неговата посланица, во книгата на
Јаков, читаме во 3 глава, ево го текстот 14 до 18. 3 глава 14 до 18. Еве што вели апостол Јаков. Вие кои не знаете што ќе биде утре, затоа што е вашиот живот суета, вие сте пареја која се јавува за миг и потоа исчезнува. Место да зборувате ако Господ сака, ќе живееме и ќе направиме ова или она. Вие сега се фалите со својата надуеност. Секоја таква пофалба е зла. И така, сум прочитал погрешени стихови, 3 глава, стихот 14. Еве го. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете се против истината. Тоа не е мудрост која слегува одзгора, туку е земна, душевна, демонска. Зашто каде е зависта и карањето, тамо е неред и секако лошо нешто. А мудроста која доаѓа одзгора, пред се е чиста, потоа е миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Браќи и сестри, дали ние создаваме мир тамо кај што се движиме, тамо кај што делуваме? Се она што не е проткајно со мир може да биде извор на недоразбирање, на фрустрации и на други негативни појави. И затоа Господ да ни помогне, тој мир што тој ни го дава, да можеме да го пренесуваме на другите. Ние сме Божи повереници, не само за вистината, туку ете гледаме ова поплани за мирот кој Господ сака да ни го даде, а плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. На ова може да го прочитаме и текстот во 2 Коринтијаните 13 глава. Сеќавате, Павле зборува многу за љубовта, а посебно ова 13 глава, стихот 11 го читаме, кој гласи: Второ послание до Коринтијаните 13 глава 11 стих. Впрочем, браќа, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир. Гледате, повторно се спомна зборот мир. И Бог на љубовта, на мирот ќе биде со вас. Бог е Бог на мирот. Не на разделби, на одвојување. Бог сака да не спои. Бог сака и овој свет да го спои, да луѓето имаат мир меѓу себе. И на Блискиот Исток, и во Сирија, и во другите завојувани држави, кај што луѓето немаат мир, имаат немири. Замислете да одиме сега на починок, на спиење, а во подром да се симнеме. Зашто може некоја граната да падне врз градот. Па утре постојано секојдневно такви немири. Тоа делува секако и на самиот човек. И затоа Бог сака денеска ние да бидеме миротворци. Да носиме мир тамо кај што ќе се движиме, тамо кај што ќе работиме, да луѓето навистина преку нас го видат Бога, бидејќи ние сме Божи повереници. И еве, при крај на ова размислување, да прочитам и во Филипјаните 4 глава, 6 и 7 стих. Во еден вестник биле цитирани зборовите на еден психијатар кој што во врска со човечката грижа кажал дека не би можел да препише подобар лек од овој, што сега ќе го прочитам во Филипјаните 4 глава. Ајде овој лек и ние да го користиме, па да бидеме и поздрави физички, психички и емотивно, ако го користиме лекот што Павле го напишал, како овој човек што го цитирал некој вестник, некој психијатар, и да видиме кои се тие зборови. Филипјаните 4, 6 и 7. 4 глава, 6 и 7 стих. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги своите прозби или потреби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. И навистина овој психијатар кој ги читал овие зборови дал изјава дека не постои подобар лек од овој за нашата душа да се смири. Како што не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба и благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир нека ги надвишува или нека го исполни секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исуса Христа. Нека навистина, браќи и сестри, мирот кој доаѓа само од Бога, да биде наш траен мир. Да радоста и нашата заедница со Христа биде навистина благотворно да делува врз телото имот, што доведува до развој и запазување на телесната и умствената сила.
Isus go nudi ono što je najdobro. Ovoj svet ne nudi mir. Nudi mir, može bi pomiliv, deneska, nutre, работите se minovat preko noći. No ako навистина nije нашите погледи и нашиот живот го насочиме кон Христа, тоа ще го доживееме и ова што го вели Матеј во 5 глава, во 9 стих. Ајде на крај да го читаме во овој текст 5:9. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови и Божи. Ако сакаме да бидеме наречени синови Божи и наследници на Божјото царство, ајде да носиме мир, да бидеме миротворци. Ова е дел од 9 блаженства што Исус ги кажал. Ова е, значи, едно од тие прекрасни Исусови изјави. Блажени се, а зборот блажен значи среќни се. Среќен е оној кој носи мир, зашто тие ќе бидат наречени синови и Божи. Нека Бог ни помогне да бидеме градители на мирот и да бидеме носители на таа Божја вистина во срцата на луѓето кои се вознемирени, кои живеат во сознание дека овој свет е само за нив, дека не постои друг свет, но ние сме тие кои треба да им кажеме дека постои друг живот и друг свет, кога Исус ќе дојде и ќе не земе да бидеме со Него во вечноста. Амин.